Добра вечер во дневникот на КТВ, 3 март 2025 година. Агрометеоролозите оценуваат дека врнежите се поволни за земјоделството. Почнува садењето на раноградинарските култури. Врнежите од дожд и снег на повисоките места што деновиве ја зафатија земјава се од големо значење за земјоделските култури. Како што велат агрометеоролозите од Управата за хидрометеоролошки работи, побарувањата од вода се големи, влагата е потребна за пролетна подготовка на почвата за садење одредени култури, како и за успешно навлегување на посевите во период на пролетен развој. Ниските утрински температури беа во границите на издржливост за културите. Ова е период кога почнува садењето на раноградинарските култури, тука спаѓаат некои листостеблени, коренови и лукови зеленчукови култури, а поголем дел од нив се отпорни на ниските температури. Раниот компир се сади по можност кога температурата на почвата на длабочина од 10 см е околу 7 до 8 степени. Морковот е доста отпорен на ниски температури. Семето рати на 3 до 4 степени. Младите растенија издржуваат мраз и температура до минус 4 степени. Повеќе се одгледуваат во пластеници и тунели. Исто испанаќот е студено отпорно растение, добро вкоренети растенија издржуваат минус 10 степени, објаснуваат агрометеоролозите. Според нив, ако почвените услови дозволуваат, земјоделските производители треба да продолжат со грижа за посевите, со подготовка на почвата за рано пролетно садење на некои градинарски култури, со внесување на потребните ѓубрива, како и со примена на сите потребни земјоделски активности и агротехнички мерки. Денес вработени при општина Кавадарци и служби од Зеленило при ЈП Комуналец Кавадарци продолжија со акцијата за пошумување. Се пошумуваше свлечиште на Југокомерцка и градските гробишта, и тоа 100 садници на багрем, кои се донација од Генералка Викенд, информираат од локалната самоуправа. Во тек е изградбата на повеќенаменски објект во село Дреново на површина од 530 метри квадратни, од кои само за спорт, рекреација и културни манифестации се предвидени 360 метри квадратни, додека останатиот дел ќе биде наменет за сооблекувални, тоалети и една деловна просторија за потребите на местната заедница Дреново. Како што информираат од општина Кавадарци, инвестицијата е во висина од 30 милиони денари и е на општината. Во текот на минатиот месец февруари, како резултат на планските континуирани сообраќајни контроли низ патиштата во земјава, од сообраќај беа отстранети 2059 возачи што управувале возила без возачка дозвола, 617 возачи кои возеле под дејство на алкохол, додека пак дури 7473 возачи добиле прекршочни казни заради возење со поголема брзина од дозволената, соопштија од Министерството за внатрешни работи. Од вкупниот број издадени платни налози, а тој за февруари изнесува 23.844, 1508 платни налози се однесуваат на некористење сигурносен појас, 766 за користење на мобилен телефон при возење, а санкционирани се и 475 пешаци. Најголем број од прекршочните пријави се за неправилно паркирање, 5746 прекршоци. Инаку во рамки на засилените контроли за деновите од изминатиот викенд, 1 и 2 март, според статистичките показатели, полициските службеници во сите сектори за внатрешни работи при БЈБ на МВР изрекле вкупно 1278 платни налози и при тоа без возачка дозвола биле затекнати 126 возачи, а пак 144 возачи возеле под дејство на алкохол. Исто така евидентирани се и 238 прекршоци по основ на пребрзо возење. 79 лица не користеле сигурносен појас, 37 возачи користеле мобилен телефон, 14 поминале на црвено светло, а прекршочно биле санкционирани и 5 мина пешаци, истакнаа од МВР.
Сојузот на синдикати на Македонија не се откажува од барањето за зголемување на минималната плата, но и на останатите плати во Македонија. Со оглед на тоа дека во март треба да се донесе одлуката за раст на минималната плата, синдикатите до владата, работодавачите и координаторите на пратеничките групи во собранието излегоа со предлог за утврдување на минимална плата согласно законот, но и донесување на одлука со која минималната плата ќе се зголеми за дополнителни 6.000 денари. Тоа ќе повлече зголемување и на другите плати. Од СДСМ денеска пак најавија дека ќе поднесат закон за покачување на платите до 15.000 денари за 400.000 работници. Се соочуваме со реален проблем. Платите во Македонија се уште се ниски, а трошоците за живот постојано растат. Работниците се борат да врзат крај со крај, а многу од нив размислуваат да ја напуштат државата во потрага по подобри услови. Од друга страна и работодавачите сакаат да ги зголемат платите, но честопати не можат поради високите придонеси кои што мора да ги плаќаат. Затоа пратничката група на СДСМ предлага законско решение кој ќе им помогне и на работниците и на компаниите, а ќе обезбеди и дополнителни приходи во буџетот. Денес ќе го образложам законот и клучните аспекти за тоа како би функционирал истиот. Со овој закон кој СДСМ ќе го достави во собранието оваа недела, работодавачите во приватниот сектор ќе можат да ги зголемат платите на своите вработени во износ од 3.000 до 15.000 денари, без да мора да плаќаат придонеси за тој зголемен дел. Како се пресметуваат придонесите? Придонесите за пензиско, здравствено и социјално осигурување се замрзнуваат на просекот од последните 3 исплатени плати на работникот. Ова замрзнување важи во период од 1 година, што значи дека работодавачите нема да имаат дополнителен финансиски товар при зголемување на платите. Кои компании и за кои работници може да добијат ослободување? За работници за кои компаниите исплаќаат нето плата која не е повисока од 65.380 денари, вакви работници има околу 400.000 кои би можеле да добијат повисоки примања без зголемени трошоци за компаниите. Ако ги преточиме овие бројки во примери, ако просечното зголемување на платата биде 7.500 денари за 400.000 вработени, тогаш вкупното покачување на платите на национално ниво би било 585 милиони евра. Односно, подетално, 400.000 работници по 7.500 денари во просек од 12 месеци, тоа се 36 милиарди денари или 585 милиони евра дополнителен приход за граѓаните. Иако работодавачите нема да плаќаат придонеси за ова зголемување, тие се уште ќе плаќаат данок на личен доход од 10%, што значи дека во државниот буџет ќе се слеат 58,5 милиони евра дополнителни приходи од данокот на личен доход. Што всушност значи ова во реалноста? Работниците добиваат поголеми плати, што значи и повисок животен стандард. Компаниите не се оптоваруваат со дополнителни трошоци, што ги охрабрува да инвестираат во своите вработени. Државата добива повисоки приходи без да воведе нови даноци или да зголеми буџетски трошоци. Оваа мерка е паметна, правична и издржана. Го поттикнува растот на платите, ја зајакнува економијата и создава стабилност и сигурност и за работниците и за компаниите. Ги повикуваме парламентарното мнозинство и владата да го поддржат овој закон. Нема никакво оправдување зошто ова законско решение не би било изгласано. Ова не е политичко прашање, ова е прашање на животниот стандард на граѓаните. Ако власта го одбие овој закон, тоа значи дека свесно се спротивставува на зголемувањето на платите и на подобрувањето на економската состојба. Очекуваме одговорност, очекуваме поддршка и очекуваме сите пратеници во собранието да застанат зад интересите на граѓаните. Платите мора да растат, време е за вистински мерки, а не за празни ветувања.
Секој глас против повисок минималец ќе значи глас за билет во еден правец од државата. Најдоцна до 15 март треба да се состанеме и да ја утврдиме минималната плата, бидејќи сметководителите треба да ги прават пресметките, а платата да биде исплатена најдоцна до 15 април, рече Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Денеска до владата, до представниците на работодавачите, како и до пратениците, односно до координаторите на пратеничките групи, ќе доставиме предлог со кој бараме следното: утврдување на минималната плата согласно Законот за минимална плата. Дополнително, донесување на одлука од страна на социјалните партнери, владата, Организацијата на работодавачи и Сојузот на синдикати на Македонија за утврдениот износ на минимална плата согласно законот да се зголеми за 6.000 денари. Тоа што предлагаме е дополнителното зголемување на платите од 6.000 денари во приватниот сектор и во јавниот сектор да се случат задолжително, при тоа да бидат ослободени или субвенционирани за делот на придонесите за разликата од законското усогласување на минималната плата до зголемувањето на минималната плата за дополнителни 6.000 денари. На таков начин работодавачите во приватниот сектор да бидат ослободени, односно субвенционирани за плаќање на придонесите за задолжително социјално осигурување во период најмногу до 12 месеци. Ова значи дека созреано е времето социјалните партнери да си подадат рака и да го унапредат животниот стандард на работниците на нивото кое е потребно, а кое ќе биде приближно на нивото на кое се платени работниците во нашето опкружување или во регионот. Левица го поддржува предлогот на Сојузот на синдикати на Македонија за зголемување на минималната плата на 30.000 денари и бара итно прифаќање од страна на корпоративната влада. Македонските работници се жртва на континуираното осиромашување и експлоатација од страна на корумпираните партии на транзицијата, кои децении наназад работат исклучиво во интерес на крупниот капитал, велат од Левица и додаваат: во услови на изобилие за власта, која се спрема за локални избори со непродуктивно трошење милиарди во тендерски сделки и партиски вработувања, работниците едва и врзуваат крај со крај, принудени да работат за плати што не покриваат ниту основни животни трошоци, стои меѓу другото во денешното соопштение од Левица. На денешната пресконференција пак пратеникот од Левица и портпарол на партијата Амар Мециновиќ обзнани дека пратениците од Левица поднеле предлог во собранието за измена на Законот за работни односи со цел исплата на платите до 5 во месецот, наместо до 15 како што е сега. Левица во собранието предложи изменување на Законот за работни односи со што платите би се исплаќале до 5 во месецот, наместо до 15. Со измените во Законот за работни односи сметаме дека предлог законот доаѓа како резултат на реалната економска состојба на работниците во нашата земја и има за цел да обезбеди навремена и правична исплата на платите. Клучната измена во законот е проста. Всушност, бараме платата на тековниот месец да биде исплатена најдоцна до 5 во наредниот месец, наместо до 15, како што е случајот до сега. Причините за измена се повеќе бројни. Некои од нив се финансиската сигурност на работниците. Во многу домаќинства платата е единствениот доход на семејствата, а моменталната пракса на исплата на платите до 15 во месецот предизвикува финансиска нестабилност и задоцнети плаќања на режиските трошоци. Понатаму имаме справување со прекумерното задолжување. Поради доцнењето на платите, многу работници се приморани да земаат брзи кредити, дозволени минуси и позајмици со високи камати. Ова дополнително ја влошува нивната финансиска состојба. Понатаму имаме намалување на економската нееднаквост. Постојат работници кои ја добиваат платата на почетокот на месецот, додека мноштвото ги добива платите дури до 15. Ова создава нееднаквост и неправеден товар врз дел од работниците. И како последна причина го издвојуваме следењето на европските стандарди, затоа што во многу држави платите се исплаќаат веќе до крајот на тековниот месец и максимално во првите денови од наредниот месец. Очекуваните придобивки од законот се такви како што би можеле да очекуваме, а тоа е подобра финансиска стабилност за работниците и нивните семејства, намалени задолжувања и избегнување на непотребни камати, зголемена продуктивност на работниците и крајно подобрување на целокупната економска состојба на земјата.
Важно е да нагласиме дека со оваа измена не се создава никаков дополнителен финансиски товар на било каков елемент во економијата. Заклучокот е дека очекуваме овој закон да биде поддржан во собранието и да стапи на сила во што е можно поскор рок. Веруваме дека ова е праведно и е неопходно, затоа што моменталното законско решение е дискриминаторско кон најголемиот дел од работниците во Република Македонија. Дали Сокол работел по насока на СДС, па затоа молчи Филипче и не смее да се огради? Праша денеска на пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Дали Сокол работел по насока на СДС, па затоа молчи Филипче и не смее да се огради? Се плашили СДС и Венко Филипче од Филип Андонов Сокол и тоа што тој може да каже пред органите на прогонот. Молчат ли СДС и Венко Филипче за криминалот на Сокол затоа што знаеле како партија и затоа што и сами му давале насоки кого да пушти од затвор и кои привилегии да ги уживаат на слобода наместо да лежи во келија? Дали молкот во СДС е всушност страв што се може да каже Сокол? И дали затоа судството под контрола на СДС грчевито се бореше Сокол да не добие притвор, туку да се брани од слобода? Што знае Сокол, што СДС и Филипче толку ги плаши? Чии насоки спроведувал Сокол кога шетал криминалци низ Скопје наместо да ги затвори во келија? СДС да излезе и да каже или да се огради од Сокол веднаш. СДСМ објави сметки, како што рекоа, од гозбите на Кочовска и Мицковски и обвинија за неморал и аздисаност. Почитувани граѓани, неморалот на Кочовска не е само во навредите и дискриминациите кон жените, туку и во аздисаното трошење на народните пари. Денеска ќе објавиме сметки и фактури од времето кога Кочовска била директор за финансии во Елем, а Мицковски директор на истата државна компанија. Јавноста ќе види како со народни пари се плаќале гозби по кафани и ресторани со потписи на Кочовска и Мицковски. Одиме поред. Ова е фискална сметка од ресторан во Белград, соседна Србија, вредна околу 100 евра, подпишана од Кочовска и Мицковски. Што се јадело и пиело на сметката на народот? Вака, Джони Вокер Блек, Дуњовача, поховани јагнешки шницли, купу салата, кебапи, крвав бифтек, чоколадно суфле, кремпита и некое пиење као да си анđел. Подпишани од Мицковски во кафана во Белград. Понатаму, ова е фактура за кетеринг услуги 110.000 денари во еден ресторан во Скопје. Исто така подпишани од Кочовска и Мицковски. Почитувани граѓани, еве уште една фактура, 38.000 денари од еден ресторан во Борвеница, подпис Кочовска и Мицковски. Една минимална плата, едно седнување, 21.270 денари во истиот ресторан. Истата Кочовска, која заедно со Мицковски не дава да се покачи минималната плата, им кажуваат на граѓаните и работниците каков грашок да јадат, дали треба цреши и грозија да си купат. Гозби, ручеци, кетеринзи. Како да не знаеле да сопрат од кафани и ресторани. Продолжуваме понатаму. Нова фактура. 10.500 денари на Елем, сектор финансии од познат ресторан во Скопје. Уште една фактура, 8.500 денари, ресторан во Борвеница. Па уште една фактура, 9.200 денари, сите во време кога со Елем управува Мицковски, а Кочовска е директор на финансии во истата фирма. Почитувани граѓани, ова е расипничко трошење на парите на граѓаните и јаздисано однесување. Лажните домаќини и моралисти парите на народот за покафани и ресторани ги фрлале. Не им било гајле, ниту колку пари ќе потрошат. Ако како први луѓе на Елем вака аздисувале, можеме само да претпоставиме што се случува сега. А верувајте дека времето ќе покаже. Па од тука, Кочовска нема морал ниту совест. Кочовска не може да кажува на работниците дека нема пари за минимална плата, што може, а што не може да јадат. Единствено во оваа држава, што не може Кочовска да го води министерството и треба веднаш да биде разрешена.
Во продолжение на дневникот, информации од спортот, подготвени од колегата Мики Виденовиќ. Фудбалскиот викенд донесе неколку интересни изненадувачки резултати, особено во втората македонска фудбалска лига. Второлигашите ги одиграа средбите од 18-тото коло. Саса ја изненади Брегалници и славеше минимално со 1-0. Новаци во дербито на дното одигра само 1-1 со Велешки Борец. Македонија Џорџе Петро беше непријатно изненадена на гостувањето кај Прилепска победа и загуби со 2:1. Вардар во Неготина го пречека Скопје и победи со 2-0, а во дербито на колото Башкими го совлада Арсими со 2:1. Со идентичен резултат 2-1, Охрид ја доби Беласица, а Детонито Драдовиш убедливо славеше на гостувањето кај Вардарски со 0:4. Интересен надпревар, но за жал без голови, одиграа Осогови Кожув. Прволигашите пак ги одиграа средбите од 21-то коло. Вардар ја пречека Беса во директен дуел за бегство од дното и одигра без голови 0-0. Воска во борбата за опстанок ја совлада Струмичка Брера со 3-1. Шкупи со 3-1 го доби Пелистер, а со ист резултат 3-1 во дербито на колото Силекс во Кратово го совлада разничаниот тим на Струга. Работнички имаше тешко гостување кај амбициозниот Гостивар и одигра без голови 0-0. Екипата на ГФК Тиквеш гостуваше кај претендентот за титулата Шкендија. Кавадарчани пружија силен отпор, има и своји шанси, но на крај Шкендија славеше со минимални 1-0. Прволигашите веќе во среда ќе го одиграат и вонредното 22 коло, а во Кавадарци ќе гостува екипата на Шкупи. Првата машка МТЛ кошаркарска лига продолжи со уште едно турбулентно 18-то поред кол. ТФТ имаше тешко гостување кај Чаир и загуби со 84-62. Неизвесен надпревар одиграа Феникс и Куманово, во кој домакинот славеше со 84-75. Шкупи имаше тешка задача на домашен терен против Пелистер и доживеа вистински дебакал со 70-103, а актуелниот освојувач на купот МЗТ како апсолутен фаворит лесно го доби дуелот со Вардар со резултат 88-66. Работнички го пречека составот на Тиквеш Голден Игл. Кавадарчани на 100 секунди до крајот имаа водство, но на крај Работнички славеше со 82-77. Колото завршува денеска, кога Кожув во Гевгелија ќе го пречека непредвидливиот Гостивар. Кај девојките на програмата беа средбите од 10-то коло. Во првата А женска кошаркарска лига, екипата на Про Баскет му гостуваше на актуелниот шампион Баскет Кам и загуби со 70-59. МЗТ го совлада Патриот со 86-44, а во дербито Крива Паланка го нагости Вардар и славеше со 83-72. Во првата Б кошаркарска лига во Охрид, лидерот на табелата, екипата на Спорт Тим од Неготино, го совлада домакинот со 34-79. А Шкупи службено го доби надпреварот со Ринија 20-0. Дваесеттото коло во машката ракометна Суперлига помина без изненадувања и според сите очекувања. Водечките екипи ги оправдаа фаворитските улоги во борбата за 3 бода кои ќе се пренесат во плейофот. Алкалоид во скопската пресметка лесно го совлада Пролет со 35-26. И Охрид немаше никакви проблеми на домашен терен против екипата на Куманово во победата од 38-20. Бутел во борба за позицијата број 5 го доби Велешки Борец со 35-27, а според очекувањата на интересен надпревар во дербито на дното одигра Прилеп и Струга, во кој прилепчани искористија предноста на домашниот терен и славеа со 24-23. Вардар како апсолутен фаворит го пречека градскиот ракометен клуб Тиквеш и лесно и убедливо го совлада со 39-27. Во последниот надпревар во Радовиш
Истоимената екипа не можеше да му парира на актуелниот македонски шампион Еврофарм Пелистер и загуби со 24-39. Од 28 февруари до 2 март годинава во Будва, Црна Гора, се одржа Балканско првенство за сениори во карате. Како дел од македонската репрезентација, на истото учество зедоа и неколку кавадаречки каратисти, членови на карате клубот Сансаи Метал Апостолов. Кавадаречкиот ката тим во состав Владанка Аврамова, Данка Стојкова и Тамара Ристовска во категоријата кати сениорки го освоија златниот медал и стана балкански шампионки. Во поединечна конкуренција, нашата Данка Стојкова го освои бронзениот медал во категоријата кати поединечно за сениорки. Утре наутро ведро и постудено, преку ден претежно сончево и потопло. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температура од -2 до 14. Следува период на претежно сончево и релативно топло време со пониски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст, особено во втората половина од оваа седмица, кога наместа ќе надминуваат 20 степени. Го гледавте дневникот на КТВ, ви посакувам секое добро.